Добар ден. 7 дена од претходната премиера на Автомагазин помина извонредно брзо, а како и не би кога имаме многу динамична и интересна недела што се однесува до новитетите на 4 тркала. Од ова издание би ги издвоиле тестот на Peugeot 2008, потоа големиот јубилеј, 50 годишнината од постоењето на AMG и ќе го прославиме, односно ќе ја прославиме премиерата на Volkswagen Arteon, модел кој го заменува Passat CC. Порано нештата во автоиндустријата беа поедноставни. Се ценеше вештината на мајсторите, а автомобилите имаат душа. Денес роботите владеат низ фабричките хали и се е починето на продуктивноста. Една од поредките марки која ја зачува страста во своите возила е Алфа Ромео. Главната фабрика во која се произведуваат Джулија, Джулиета и Стелвио е легендарната Касино, која е 45 години стара. Со текот на времето е модернизирана, но никогаш на начин што престои. Имено како дел од процесот за оптимизација на производството, работниците ќе бидат опремени со умни часовници. Нема да им служат како моден детаљ, туку преку нив ќе ги добиваат потребните информации за работата што ја вршат. Ќе бидат вмрежени со интегриран систем со смартфони, таблети и монитори, се со цел да се подобри протокот на работата и заштеди времето. Со еден притисок на копче работниците ќе може да комуницираат и меѓу себе, кога ќе има потреба устно да се пренесе некоја информација. За партнер во целиот процес е избран Samsung, чија информатичка технологија веќе е присутна во фабриките на Fiat Chrysler. Тешко е да се поверува, но во оваа куќа во малото германско место Бургштал пред 50 години се роди AMG. Поранешните инженери на Мерцедес, Ханс Вернер Ауфрехт и Ерхард Мелер, имаа налудничава идеја да им дадат малку спортски дух на лимузините со трикрака звезда. На почеток само со доработка на одредени компоненти, а набрзо и со подготовка на комплетен автомобил за трки. Го избра големиот 300 SEL 6.3, му го зголемија моторот на 6,8 литри и од него извлекоа 428 конски сили. Големи модификации претрпе целокупната механика, но и каросеријата. Со самата појава делуваше застрашувачки на конкуренцијата, која сепак добро се бранеше. Спортските резултати на овој звер беа ограничени. Покрај горивото, тој немилосрдно ги трошеше и пневматиците. Затоа и малку абсурдно делува највисокиот пласман што го имаше. Второто место на 24-часовната трка во издржливост на Спа Франкошамп во 71-та година. Импресивниот настап го вивна дотогаш непознатото име високо на автомобилската сцена. За жал, кариерата на главниот протагонист беше прекината заради промената на правилата. AMG направи вкупно 5 примероци од овој автомобил, 2 за тестирање, 3 за трки. Вице-шампионот од СПА беше продаден на француската компанија Матра, која го користеше за тестирање на тркалата на борбените авиони. Следеа години упорна работа на истата тема, преработка на големите модели на Мерцедес. Купувачите се множеа, а понудата ширеше со разни перформансни пакети, аеродинамични додатоци и комплетни автомобили. Daimler го призна хипнотичкото дејство на трите букви во 1990 година, потпишувајќи договор за соработка. Широката продажна мрежа што му беше ставена на располагање на AMG го забрза темпото на раст. Продажните резултати беа повеќе од одлични и Мерцедес во 99-та го откупи контролниот пакет акции. AMG беше интегриран во системот, а новите модели заеднички развивани. Дел од независноста сепак беше задржан, посебно во изборот на инженери. Тоа беше неопходност бидејќи AMG ја применува новата филозофија, еден човек, еден мотор.
Секој агрегат е рачно склопен од еден од нивните врвни мајстори и носи плочка со неговиот подпис. Денес AMG е во целосна сопственост на Мерцедес и во својата понуда има 19 модели и скоро 30 нивни варијации. Во последниве неколку години продажбата драстично е зголемена, достигнувајќи лани 100.000 примероци. Голем дел од успехот за тоа се припишува на моделите со попристапни цени, како што се A и CLA класите и кросоверот GLA. 50 годишнината ќе биде одбележана со специјална едиција на Mercedes AMG GT3, која ќе биде произведена во символични 5 примероци, исто како и првиот нивни модел. Круната ќе биде наменета за хиперавтомобилот со работен назив Project One, кој ќе биде представен есенва во Франкфурт. Треба да има техника од Формула 1 и хибриден погон со повеќе од 1000 конски сили. Првите купувачи на него сепак ќе чекаат до 2019 година, до кога треба да соберат 2.250.000 евра, колку што ќе чини. Ако долго време ги игнорираа електричните, германците веднаш ги прифатија автономните возила. Челните луѓе на државата и дадоа зелено светло на домашната автомобилска индустрија да ги тестира на јавните патишта. Законот за кој дебата имаше и Ангела Меркел е одобрен од горниот дом на парламентот и одредува под кои услови ваквите возила може да се најдат на германските патишта. Според него, возачот мора да седи на своето место во секој момент, подготвен да ја превземе контролата над возилото во случај на потреба. Сепак, тој не мора да ги држи рацете на управувачот, ниту пак да гледа пред себе. Ке може, например, да чита весник, сурфа на интернет или да работи што и да било друго како обичен патник во возилото. Законот исто така предвидува присуство на црна кутија која ќе ги бележи сите податоци од возењето, што се смета како неопходно за одредување на причината во случај на потенцијален инцидент. Возачот секако ќе сноси одговорност ако тој се има исклучено под негова контрола. Но доколку системот за автономно возење е активиран и се случи нешто по вина на автомобилот, одговорноста е на производителот. Значајно е и тоа што заради технолошкиот напредок овој закон ќе биде ревидиран по 2 години. Постои и одредба која се однесува на заштитата и ограничувањето на користењето на податоците собрани во текот на возењето, што всушност од правна страна гледано е клучен фактор во целата приказна. Нисан реши ентузијазмот од теренските возила да го пренесе во комерцијалната класа. Како и да изгледа, еден ваков чекор носи со себе голем ризик. Двата сегмента се толку различни како конструктивно, така и според намената, што ретко кој досега отишол до крајните граници. А јапонците токму таму ја поставија целта да направат доставно возило кој ќе се справи со најекстремните теренски предизвици. Концептот што го гледадме изгледа како наменет за трки, но всушност идејата за негово настанување е многу поблагородна. Во незината суштина лежи застрашувачкото намалување на шумите, кои како бели дробови на земјата се грижат за кислородот во воздухот што го дишаме. Затоа и NV Cargo X е концепиран да може да отиде и до најзафраленото место на нашата планета, многу далеку од секаквата цивилизација. Како основа е земено комерцијалното возило NV 2500 HD, на коему е додаден моќен погон на сите тркала. Ослонувањето е темелно доработено за да се справи со најдрастичните предизвици. Грубите пневматици се од 37 инчи, а растојанието од подлогата цели 56 сантиметри. Со него, височината на ова офроуд комерцијално возило се истега до 2,3 метри. Силата потребна за совладување на безпаќата доаѓа од 5-литарскиот Cummins дизел
мотор со 310 конски сили, познат од пикапот Titan XD. Менувачот е 6-степен автоматски, а за секој случај возилото е премено и со електрично витло со влечна сила од 4,5 тони. Надворешното LED осветлување овозможува ноќна работа околу него, а товарниот простор од 6,6 кубни метри носење на целокупната потребна опрема. Серискиот NV Cargo без X во ознаката е доставно возило кое Nissan го произведува ексклузивно за Америка и Канада и освен таму не се продава никаде на друго место. Кога американската војска нарачува, не поминува дури и надпросечност. Затоа и за опишување на Chevrolet Colorado ZH2 зборот екстремен не е вистински. Тој само благо оддоловува што се би можело вој офроуд монструм на кого му престојат серија напорни тестирања. Освен изгледот што му го даваат висината и ширината од по 2 метра, импресивни на него се и огромните тркала. Продолжената и засилена шасија е позајмена од стандардниот пикап, но тој има малку што заедничко со него. Специјалното ослонување е подготвено да се справи со воените мисии, а кабината засилена со кевлар. Најголемата разлика е што место мотор во предниот дел е сместен систем на горивни келии кој ќе произведува струја за задвижување на возилото. Водородот кој служи како погонско гориво се наоѓа во 3 големи резервоари во задниот дел. Таму е и системот за ладење, поради што на задните столбови се додадени отвори за воздух. Ова возило е направено како дел од заедничкиот проект на General Motors и Министерството за одбрана на Америка за снабдување на американската армија со возила со напредни технологии. Треба да ги демонстрира потенцијалите и правците на идниот развој, не само за употреба во воени цели. Затоа и хидрогенскиот fuel cell агрегат е направен така да може да се користи и за производство на струја таму каде нема електрична мрежа. Во такви услови, според спецификациите, тој ќе овозможи мала полска болница да работи со часови. Војската сепак најмногу ја интересира тоа што овој теренец работи тивко и има моќни офроуд способности. Атрактивен е за борбени услови и заради фактот дека потешко се открива со инфрацрвени зраци, бидејќи произведува помалку топлина. Заради доверливоста на проектот, добар дел од конкурентните податоци за овој пикап не се познати. Објавена е јачината на системот горивни келии и електромоторите од 132 киловати, а од General Motors ја споменаа 2020 година како можен термин за почеток на сериското производство на нешто слично. Првите информации со кои Volkswagen ја подгреваше јавноста за наследникот на Passat CC најавија дека тој ќе биде нешто различно. Дистанцирајќи се малку, но сепак доволно од останатите модели на марката, тој уште на почеток ја предизвика љубопитноста. Конзервативно настроените во него гледаа потек кој на Volkswagen ќе му донесе свежа тура купувачи, превземени од премиум конкурентите. Другите пак природен тек на настаните, во кој движечка сила е еволуцијата. На сите пак заедно им беше јасна потребата Артеон да биде одвоен како засебен модел. Сега на почетокот на неговата продажба се виде дека за целата приказна стои добро обмислена стратегија. Тој не е само Passat за пребирливите како што се мислеше, туку сосема нов модел со сопствен идентитет. Атрактивен, надмен и со спортски карактер, но сепак ценовно прифатлив за поширок круг купувачи. Привлечниот дизајн не беше изненадување. Инспирацијата дојде од студијата Coupe Sport GTE од 2015 година. Истегнатото тело, нискиот преден и купеовскиот заден дел му даваат изразено мускулеста појава. Широко развлечената маска делува уверливо, а елегантноста е задржана со витка силуета.
Како модел поставен повисоко во хиерархијата внатрешноста на Артеон е полуксузна од онаа на братскиот Пасат. Во функција на тоа и подолгото меѓуоскино растојание, иако платформата е иста. Пространоста е неспорна и покрај купе концепцијата, исто и раскошната големина на багажникот. За погон се избрани посилните и понапредните агрегати, на почеток само 3 предводени од волитарскиот TDI со 150 коњи. Другите две се поставени на врвот на понудата, дизелот со 240 и TSI бензинецот со 280 коњи. Набргу меѓу нив ќе се вселат по еден бензински и дизел мотор со по 190 конјски сили. За основниот модел ќе биде резервиран новиот 1,5 литарски TSI со 150 коњи. Поголемиот дел од агрегатите сериски ќе бидат спарени со DSG трансмисија со двојна спојка, а топ изведбите ќе имаат и 4Motion погон на сите тркала. Стилски Артеон ќе има уште една задача – да биде расадник за нови технологии низ гамата на Volkswagen. Веќе го привлече вниманието со адаптибилниот темпомат со систем за автономно запирање во случај на опасност. Тој е дел од сеопфатниот безбедносен пакет, способен да превземе контрола и над управувањето на возилото. При тоа сензорите го следат останатиот сообраќај околу него, предупредувајќи ги другите возачи за итноста на ситуацијата. Системот за автоматско паркирање, големиот централен екран чувствителен на допир и другите слични нешта не треба ни да ги споменуваме. За приказната да биде заокружена, во Volkswagen интензивно размислуваат за shooting brake верзијата на Артеон. Таа сепак е тешко веројатна, но затоа сигурно ќе го видиме со хибридна погонска група, а можеби и со V6 мотор. Во тој случај појавувањето на Артеон ќе го има вистинското позитивно влијание на имиџот на марката. Не дека се изненадивме, ама не очекувавме дека сето ова ќе се случи толку бргу. Првиот човек на Opel, Карл Томас Нојман, поднесе оставка. Тој ќе остане во управниот одбор на компанијата се додека PSA групата не заврши со превземањето, што се очекува да заврши до крајот на идниот месец. На функцијата генерален директор ќе го замени Михаел Лохшелер, кој досега беше задолжен за финансиите. Ќе има задача да ги интегрира капацитетите на Opel во новото семејство и да ја креира долгорочната стратегија на компанијата. А токму таа неофицијално се наведува како причина за оставката на Нојман. Тој беше човекот што се обиде да го спаси Opel и тој да остане во состав на General Motors, но не успеа. Според повеќето аналитичари, не по своја вина. Тој всушност тоа го свати пред време и беше еден од поддржувачите на алтернативното размислување, германскиот производител да си побара нов собственик. Но кога тоа се случи, уште на стартот најде на различни мислења околу иднината на марката. А таа на некој начин веќе е најавена со новото лого на Opel, дизајнерски поедноставено во однос на досегашното. Составено е од истите елементи, кругот што означува тркало и молњата која треба да ги посочи електричните аспирации на марката. Сменете и слоганот под кој ќе се настапува, кој сега гласи иднината им припаѓа на сите. Три месеци после својата светска премиера, новата инсигнија пристигна и во Македонија. Иако засенет од експлозивните вести за припојување на Opel кон PSA групата, нејзиниот настап во Женева беше успешен. Посетителите ги забележаа подобрувањата во однос на првата генерација, во кои сега може да се уверат и нашите купувачи. Дизајнерски новата инсигнија не се разликува многу. Созревањето на моделот е изразен преку стилски дотераните и поелегантни линии на каросеријата, која сега се протега на 4,9 метри должина. Простор има повеќе од доволно за сите, а пониската позиција на возачот ветува подобри искуства и подобри патувања. Затоа ќе се погрижат и новите технологии, распределени во 4 пакети опрема. Заедно со 7 моторни опции, на купувачите во Македонија им стои на располагање широк избор според секчиј вкус. Основниот модел,
чија цена стартува од 23.000 евра, е опремен со новиот 1,5 литарски мотор со 140 конски сили. Бензинци има уште два со 165 и 260 коњи, а дизели се 4 со моќност помеѓу 110 и 210 конски сили. Сите мотори се со старт-стоп технологија и 6-степен мануелен менувач, освен на и силните, кои се спарени со 8-степена автоматика. Понудата на новата инсигнија е заокружена со верзиите со погон на сите тркала, бројната дополнителна опрема и големиот избор бои. Доаѓањето на новиот Јарис ги израдува купувачите кои долго време чекаат на некое освежување во класата субкомпактни возила. Повтор пат редизајниран, малиот јапонец со европски корени ќе продолжи да ја пишува успешната приказна на неговата трета генерација. Визуелните измени му донесоа нова динамика во настапот. Познатото лице сега е поистакнато, а елементите околу него стилски дотерани. Суптилни се корекциите и на задниот дел, додека внатрешноста е освежена со поквалитетни материјали и побогата опрема. Најголемите измени сепак се во просторот за моторот, каде веќе го нема 1,3 литарскиот бензинец. Него сега го заменува новиот 1,5 литарски агрегат со 111 конски сили. Успешната продажба на хибридната верзија го исфрли од понудата и единствениот дизел. Пристапниот 1-литарски мотор со 69 конски сили остана и со него Јарис во Македонија чини 11.290 евра. Овој модел има големо значење за јапонскиот производител, бидејќи како најдобро продаван модел на марката сочинува третина од продажбата на стариот континент. Се произведува во фабриката на Toyota во Франција во варијанти со 3 и 5 врати. На нашиот пазар се нуди со 3 пакети на опрема со гаранција од 6 години или 200.000 изминати километри. В 2008 како модел логично се наметна на пазарот, особено ако ја посматраме палетата на Peugeot. 206 кога се појави по неколку години и караванската изведба на истиот модел. Од тогаш барањата на пазарот, но и еволуцијата на моделите на 4 тркала беше многу изразена, а Peugeot ја искористи да ја зголеми палетата на своите кросовери. 2008 еден убав пример на компактен или субкомпактен кросовер кој со интелигентна технологија ги решава предизвиците на тракцијата и вон асфалтот. Е добар пример во кој смер и кои се желбите на купувачите што се однесуваат до овие возила, овој тип на возила. Да не должиме многу. Ние го возевме 2008 во едно извонредно интересно обкружување недалеку од Скопје. Па погледнете што заклучивме за него. Веќе се навикнавме на компактните кросовери кои заземаат се поголем дел од европскиот Б сегмент, но продажбата се зголемува толку брзо што во блиска иднина нивната бројка во субкомпактниот сегмент ќе достигне 20%. Peugeot 2008 може да го карактеризираме како веќе етаблиран модел во класата, кој е инспириран и во голема мерка ги дели компонентите, дури 67% со 208. Од самиот почеток инженерите на францускиот ЛАВ се одлучија на компромис. Имено за разлика од останатите конкуренти, 2008 нема погон на сите тркала. Со тоа се заштедува не само тежината, туку се намалува и потрошувачката. Сепак првичниот впечаток се добива од изгледот, а тоа е силен аргумент на Peugeot. Во компактните димензии и очигледно караванската каросерија зрачи со атрактивност. Остро пресечениот нос, линијата која се протега од крилата до стоп светлата и задолжените мирудии го прават дизајнот младешки и привлечен. Кабината презентира издржана верзија на модерна прагматичност. Таа делува отменно со нагласена употребливост.
На сега да има простор за одлагање на помали предмети, практичноста е нагласена, додека најголема забелешка се однесува на длабочината на поставеноста на воланот, кој и во највисоката позиција ја крие инструмент таблата. Како што веќе реков, 2008-ката е технолошки близнак со 208-ката, но каросеријата е продолжена за 200 мм, 96 мм е повисока, 25 мм поширока и растојанието од тлото е зголемено за 162 мм. Со овие растегнувања не профитира само внатрешниот простор, туку и проводноста во асфалтот. Понудата на двигатели е широка, но овој пат изборот падна на 1,2 литрениот PureTech турбобензинец. Неговата трицилиндрична архитектура не ја намалува агилност. Подпомогнати со турбополначот, цилиндрите испорачуваат 110 конски сили кои се потполно доволни за динамично возење, нагласени со рафинираноста и комфорот во движењето, перформансите и намалената емисија на гасови. Моторот е впарен со мануелен 5-степен менувач. Тој сосема добро ја врши доверената работа, но никако не можев да се отргнам од впечатокот дека подобар сооднос би се јавил кога би имал уште 1 степен на пренос. Чувството за управувачот е комфорно во инает на потврдата амортизација, која е изразена на помали брзини. Управувачот реагира брзо на командите, но отсуствува чувството на директност, што значи дека кривините се ловат добро, но отсуствува факторот на забавност на управувањето. Што се однесува на теренското возење, тука нема многу простор за дискусија. Ниту една изведба на 2008 нема погон на сите тркала, со што се заштедува на тежината. За оние со поголем возачки ентузијазам, улогата на карданското вратило, спојката и диференцијалите е доделена на електрониката, но таа ја подигнува цената на чинењето. Благодарејќи на зголеменото растојание од тлото, Peugeot 2008 способен е да помине неасфалтирани делници и полесни терени. Овој модел можеби не е скроен за теренски авантури, но далеко од тоа дека е предодреден за возење во урбани средини. Со него, покрај секојдневните обврски, многу лесно можете да уживате во природата и да го почувствувате благодетот на зеленилото. Peugeot се извлекува од кризата во која се наоѓаше. Покажува дека се уште е способен да го наметнува ритамот на пазарот, неопходен квалитет на секој мејнстрим марка. Со 2008-ката покажува дека идеите и современите технички решенија може да бидат одлична алтернатива во борба за купувачите, но и силен аргумент за владење со други марки. Не е тајна дека новиот Opelов мал кросовер Crossland X е всушност технолошки близнак со Peugeot 2008. Оваа класа возила не се истакнува само со изгледот и функционалноста. За неа секогаш треба подлабоко да се брцне во джебот. А ако е опремена со ниво на опременост актив, кој е рака на срце, е сосема доволно за импресионирање на околината, тогаш официјалната цена повисока од 17.000 евра е сватлива.